Денеска е Велики петок, ден кога е распнат Исус Христос. Се празнува со вообичаено обележување со свети литургии и принесување на бескрвна жртва. Со читање извадоци од Евангелијата од делот кој опишува неделата на страдањата на Синот Божји. Денот во христијанството е строг пост, ден кога преку молитви се оплакуваат страдањата на Спасителот. Повеќе за ова и за останатите содржини веднаш по кусата најава на урбаните вести. Најтажниот ден во христијанството, ден кога без вода и леп му се поклонуваме на Исус. Великденските пости, телесно и духовно прочистување. Главниот град преплавен од великденски украси. Големите маркети за Великден со скратено работно време, ЈСП со празничен возен ред. Православните христијани денеска во Ерусалим, коливката на христијанството, го одат патот на болката, патот по кој чекорел и самиот Исус. А во сите Божји храмови олтарите се прекриени во црно како знак за болката по невинотнатиот Спасител. Елизабета Дамјановска. Велики петок е најтажниот ден во христијанството. Денот кога нашиот Спасител, Исус Христос, по долго мачење е распнат. Токму затоа, денешниот ден православната црква налага да се помине во знакот на тажното сеќавање и при тоа со строго воздржување од храна и пијалоци. Православниот канон дозволува единствено слабите, немокните и старите верници да го прекршат нестрогиот пост во годината. Покрај постот, што значи одрекување од храна, на Велики петок не се работат ниту домашните работи. Уште од дамнешни времиња останало во духот на христијанството да се посетуваат Божјите храмови непосредно пред да се слушне убавата вест, пред да се расчуе дека Спасителот е воскреснат. Таквата традиција и до денеска ја почитуваат и млади и стари, кои со чиста душа и тело на Велики петок се поклонуваат пред олтарот кој понекогаш е прикриен со црно платно која символизира тагата за невинно распнатиот Исус. Денешниот ден минува во знакот на тагата, но и во надежта за спасението. Сите христијански религии денес се единствени во тоа дека преку животот и смртта на Исус на свет дошол лично Господ. На тој начин крстот станува символ на наклонитоста на Господ кон најсиромашните и најслабите. Денеска сите православни христијани во коливката на христијанството Ерусалим чекорат по патот на болката, по кој Исус чекорел пред да биде распнат. Великденските пости траат 40 дена и се најдолгите пости во православната вероисповед. Овие пости се предвестник на Христовото воскресение. Целта на великденските пости е телесно и духовно прочистување на верниците пред доаѓањето на најголемиот христијански празник Великден. Андријана Димитриевска. Понеделникот по прочка се вика чист понеделник и тогаш започнуваат долгите великденски пости, а траат се до Великден на денот на Христовото воскресение и затоа со божикните пости се најдолгите пости во православната вероисповед. 40-дневните пости имаат за цел да ги подготват верниците за доаѓањето на најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Великденските пости значат воздржување од конзумирање на месо, јајца, млеко, маст, сирење. Православната црква вели дека оние кои воопшто не постат, најпрво нека постат во среда и петок, во првата и последната недела од постот. Освен тоа, почетникот најнапред може во постни дни да не јаде месо и маст, а да јаде сирење и јајца. Така што во текот на времето ќе мине со целосен пост, стои во правила и одредби на православната црква за постот, епископ Велички Гаврил Светогорец. Практикувањето на великденските пости не значат само воздржување од конзумирање на масна храна. Значењето на постот е телесно, но и духовно. Од тие причини многу поважна за време на постите се молитвата, покајанието, љубовта и милоста кон ближните, иако и телесниот пост овозможува трпение и смирение. Великденските пости, иако се едни од најдолгите пости, се само едни од повеќедневните пости во календарот на православната црква. 40 дена траат и божикните пости, а нешто пократки се богородичните и петковденските пости. 7-неделните великденски пости завршуваат на Великден, на денот на Христовото воскресение со примање на светата тајна причест.
Во последните денови пред доаѓањето на најголемиот христијански празник Великден, христијанските домови се накитуваат со најразновидни великденски украси. Разновидна е понудата на великденските дребули во продавниците во главниот град и во однос на намената и во однос на цената на истите. 2 дена до најголемиот христијански празник, а веќе се е во знакот боите и значењето на Великден. Сепак, како во минатото единствено црвено бојадисаните јајца сместени во корпа со слама беа единствениот предвесник на Великден, денеска ситуацијата е малку поинаква. Од година на година се поголемо значење се дава на великденските украси. Па така продавниците веќе неколку недели пред Великден нудат широк асортиман на производи посветени на празникот. Бројни великденски украси се наредени во секој излог на продавниците. Разновидноста на украсите е исто така голема. Од хартиени и пластични јајца, обоени во различни бои преку вештачка слама, корпи за јајца украсени со слики, великденски венчиња за наврата во различни големини, плишани пилиња и зајчиња, па се до чаршафи и хартиени салфети со великденски мотиви. Се е во знакот на големиот празник и се во служба на великденското украсување на домовите. Покрај разновидноста на великденските украси, различни се и цените на понудените производи. Иако често продавниците го рекламираат великденскиот попуст, сепак само дел од производите кои се нудат за Великден се достапни за секој джеб. Она што сепак се помалку се среќава во христијанските домови за Великден се рачно изработените украси. И покрај високите цени на великденските украси, секој дом може да биде соодветно украсен за најголемиот христијански празник. Можноста да употребите материјали од домот и дел од вашата креативност сигурно ќе резултира со создавање на уникатен украс со великденски мотиви. Скопјани и овие великденски празници непречено ќе може да ги користат услугите на повеќе јавни предпријатија, како и некои аптеки во градот. Со полно работно време ќе работат дежурните аптеки на Зегин МНТ и Буњаковец, додека маркетите на Веро и Тинекс ќе работат со скратено работно време во сабота, недела и понеделник. Ивана Митковска. Скопјани и овие великденски празници непречено ќе може да ги користат услугите на повеќе јавни предпријатија, како и на некои аптеки во градот, за време на Велики петок, Великден и првиот ден од Великден, односно на 3, 5 и 6 мај. Поради намалената потреба за патување, автобуските превозници ќе возат со намален број на линии, односно по празничен возен ред. Јавниот превоз ќе работи според неделен возен ред во текот на сите 3 празнични денови, освен во сабота кога автобуските линии ќе се обраќаат во согласност со пропишаниот возен ред, а намален број на линии ќе има и приватното сообраќајно предпријатие Слобода превоз. Во сабота навечер, како и секоја година, ќе важи забраната за движење на секаков вид возила од центар па се до Симпо, поради верскиот обичај граѓаните пред соборниот храм Свети Климент Охридски заедно да го дочекаат Христовото воскресение. Службата за итна медицинска помош, домашната посета и ноќната служба ќе работат нормално. Дежурните пунктови на Зегин аптеките во МНТ и Буњаковец ќе работат 24 часа за време на великденските празници. Сите маркети на Тинекс на 3 мај ќе го запазат редовното работно време, додека на 4, 5 и 6 мај, односно на Велики петок, Велика сабота и на ден Великден, ќе работат со скратено работно време до 15 часот. Веромаркетите исто така ќе работат со скратено работно време на 3, 4 и 5 мај, додека на 6 мај продолжуваат со нормално работно време. За Великден нема да работат продавниците на Житолукс и банките за Великден нема да работат, а со редовни обврски започнуваат од вторник. Еве што ќе гледате во останатиот дел од денешните урбани вести. Спорт. Стивен Кари, играчот на Голден Стейт, влезе во историјата на NBA лигата со најмногу постигнати тројки во една сезона. Актуел. Луѓето кои консумираат по половина шише вино се поздрави од оние кои не пијат. Стивен Кари, играчот на Голден Стейт, влезе во историјата на NBA лигата со најмногу постигнати тројки во една сезона. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.